слушам. Што ја лажиш јавноста? Јас ве слушам. Јас ве Не ја лажи слушам. јавноста, не е така. Каква клучка кој нам тиле не може да... Што ја лажиш јавноста? Денешното надмудрување помеѓу земјоделците од три кочански села, Соколарци, Спанчево и Бања, со главниот надзорен орган на втората фаза од експресниот пат во градба Штип Кочани, Предраг Чолович, немаше решение. Земјоделците бараат итно да се одблокираат пристапните патишта до нивните ниви или да им се изградат нови. Треба или надвожнак да се направи, или да откупат земјиште, за да имаме прелаз од Соколарци до Бање фактички. Проблемот со неможноста за пристап до ризовите полиња, земјоделците го актуализирале од март годинава. Имаме поднесено на 23.2021 до јавно предпријатие за државни патишта. Снима го документ. Од местна заедница Спанчево. После имаме од местна заедница Соколарци. Имаме до Синохидро и до општина Чешиново Облешево. Градоначалникот на Чешиново Облешево Горанчо Крстев и излегол во пресрет на барањето на земјоделците. Ги известил сите надлежни институции со следниот предлог. Да се најде решение од да речеме Бање до Соколарци, да има помошен пат. Не тражиме кој знае каков пат, 3-4 метра за да може да си одат трактори, комбајни. Проблемот се работи за овие неполни 5 метри, кои со изградбата на автопатската делница е прекината главната врска на мештаните до нивните ниви. Доколку надлежните се оглушат на нивното барање, освен како денешната предупредувачка двочасовна блокада на еден од регионалните патишта во овој реон, ќе следи уште порадикален чекор. Ако не се реше тај проблем, доаѓаме сите заеднички, рушиме ја мрежата и си правиме наш собствен пат, па тога ќе одеме или затвор, дека ќе одеме. Чолович го демонтира барањето на земјоделците. Тврди, при изградба на делницата предвидени се неколку пристапни точки до нивните ниви. И предвидени се на 17 километри и 856 имате мост, па имате кај Соколарци надпатник, па имате овдека еден подпатник, имате на Спанчево овдека клучка, имате на 21-120 клучка надпатник исто запремен. Проблемот и страфот за грозување на екзистенцијата е присутен кај околу 2000 семејства од спомнатите три села и пристап до над 2000 хектари оризови полиња од овој дел на Кочанскиот регион.